Здраво другари, здраво другарки. Денеска ќе видиме малце што се дешава со крипто, што се дешава со геополитика, што се дешава со светот, што се дешава со горивото. Има еден тон работи што треба да збориме денеска. Значи, видиме прво да видиме мала тектичка анализа на биткоин. Гледате, значи, последните неколку денови сме во пораст, што е многу добро, но гледате оваа линија што имаме ставено тука на 75 и 650. Таа ни е еден резистанс кој не успеавме го поминеме вчера, не, ама денеска продолжиме и гледате сме во надолна линија. Мислам секако ова добро што се дешава, али имаме многу делови што треба да ги пробиеме. Значи гледате оваа линија, ова е 200 тоест 50 day 100 average. Значи таа линија успеавме да поминеме. Значи тоа е добро на дели, значи ова зборам, потоа ќе го видиме и на монтли. Потоа имаме и други линии кои ќе треба да ги поминуваме. Гледате, тие се многу погоре. Резистанс левели имаме еден тон, така да ги видиме кога ќе решат да го пумпаат криптото. Јас имам направено тука една трелна формација, кажав дека наверојатно таа трелна формација ќе пробија нагоре и пробивме, исто така и оваа линија кој што го имаме како резистанс, исто така е пробија. Така да тоа е многу добро. Што ми излегуваме од оваа линија, ние секако може да се вратиме до ваму. Не претпоставам дека ќе идеме подоле од 70.000, но се е можно со Трамчо и со Трамповата политика, што се дешава. Како и да е, значи сме на добар пат да се зголема цената криптото. Видиме на weekly гледате тука оваа линија што имам ставено, според Fibonacci retracement, гледате Fibonacci retracement не можеме очигледно ако поминеме левелот. И според мене ако нема некои големи ликвидации, значи шорт ликвидации, мислам дека се задржиме испод овој левел тука негде. Ќе видиме што ќе се дешава, но гледате по последните 2 недели сме во пораст, што е добро. Затоа што претходно гледате 1, 2, 3, 4, 5, 6 недели бевме во надолна линија. Мислам тоа е катастрофа. Мислам како и да е, за да имаме потврдено дека ќе се качуваме нагоре, треба да пробиеме левелов од 94 или 95.000 долари, затоа што, нели, ако се качи до ваму, сепак може да оди во надолна линија до кај 52. Јас не го очекувам тоа, но не можете да знаете со Трамчо што ќе се дешава и како ќе се дешава, така да не знам што ви кажам. Али како и да е, оваа линија за да преминеме full bullish. Се уште сме тука во некој мини bear market, да кажам. Значи оваа линија тука според Fibonacci retracement што не е помината, се уште можеме да паднеме надоле, нели, испод овој левел. Ама ќе видиме што ќе се дешава. Да видиме нашиот омилен коин. Прво видиме Ethereum, вториот наш омилен коин. Само да видам. Ваму сум на монтли гледав некои работи. Значи конечно месецов после 2, 4, 6 месеци, значи во надолна линија имаме тука позитивно. Значи во март ќе видиме што ќе се дешава, затоа што од март имаме уште 14 дена, така да уште пола месец. Ќе видиме што ќе се случува со март. Тука нешто испитував, ова нема да го објаснувам многу, но според некоја моја логика, не дека што гледав, нешто цената отприлика би требало да е над 7.000 долари. Мислам, би требало да заврши како bull market цена, затоа ќе видиме. Мислам, ова е некоја моја претпоставка и моје мислење, значи според некои мои метрики. За ова ќе направам некој друго видео, но сега да ги видиме прво на weekly, тоа ни е битно. На weekly гледате последните 2 недели исто сме во нагорна линија. Гледате тука како и да е 200 average, се уште сме испод него. Мислам дека ова ќе биде голем резистанс левел. Мислам дека нема да го поминеме така како што треба. Мислам тоа гледате на 2450 се наоѓа, значи отприлика тука негде 2400-2450 долари, значи кога ќе пробиеме би требало да се придвижиме нагоре и да одиме кон Fibonacci retracement на 2700.
Тоа е, значи, едно од работите. Гледате, овој левел тука го пробивме, што е многу добро. Не сакам да кажам дека би можеле да се одиме во надолна линија, но сепак ако тргнеме, мислам дека негде голем сапорт левел ќе имаме на $1900. Ова е на weekly, да видиме на daily што се дешава. На daily, гледате, денеска сме во надолна линија, нормално, затоа што премногу имаме што се кладат, значи очигледно се кладат на лонг, само што ќе видат малце дека оди криптото нагоре и они сакаат да се кладат. Значи, гледате, последните неколку денови сме во накорна линија, денеска сме малце во надолно, па гледате се враќаме, претпоставувам дека имаме и шортови и лонгови ликвидирани, али гледате тука можам да ставам слободно еден резистанс левел. Овој резистанс левел ми треба мене само на days. Овој резистанс левел мислам дека ќе биде прилично голем да го пробиеме, но кога ќе се пробиеме над 2400 би требало да продолжиме нагоре. Пота следен ни е на 2650. Ке видиме, а пота нагоре ќе видиме како ќе се придвижуваме, затоа што имаме нели исто moving averages на дневно ниво, би требало и тие ги пробиваме. Така да ќе видиме понатака што ќе се дешава. Реално ја немам некој мислам преголемо очекување дека ќе се напумпа ептен во март, затоа што ќе објаснам после неколку работи зашто и ја не очекувам. Но знаете дека треба да се менја исто претседателот на Федерални резерви, а тоа е во мај, така да до мај не очекувам некој кузне колкаво пумпање. Мислам секако на мене ќе ми одговара ако се напумпа до мај премногу за нели нормално зависно од сумата, видам јас како би кеширал и кога би кешира. Мислам тоа е целата работа на дели, да видиме ада дали се отвори. Што се добро, окей, значи гледате, да имаме прилично, само да видам, ова е на hourly, значи на hourly ако гледаме, гледате имаме прилично големо пумпање и сме дошле до некој левел што претходно сме го поставиле и тука имаме на 0.29.3, имаме некој резистанс левел и затоа не можеме да го поминеме, гледате сме се смалеле до некој левел 0.28.9, гледате 0.29 е сега тука сумата, како и да е. Значи, реално според оваа линија, очекувам да има понатака пробивања поголеми, значи од оваа линија ваму. Ќе видиме што ќе се дешава на hourly, но сепак ако гледаме на hourly сме, да кажеме, па булиш преминуваме на hourly. Значи тоа е на краткороčno да видиме на дневно ниво што се дешава на дневно ниво. Гледате, тука имав една трелна формација, значи со овие два сме провели трелна формација. Не знам што ќе се дешава, затоа што не сме дошли на ова ниво 0.27, 0.29.7 да го пробиваме, така да мислам, гледате, оно се вратило во оваа трелна формација, па пак пробива, ќе видиме како ќе заврши денеска. Но мислам дека би требало да завршиме околу 0.29, а понатака би требало да се движиме во овие 0.29.7 до 0.29. Ќе видиме понатаму што ќе се случува со сето ова. Да видиме на weekly. На weekly, гледате, последните две недели сме, значи, да кажам, како булиш, иако, мислам, се во ова, како што гледаме тука, ние сме моментално тотално во бериш, мислам, на самото Кардано. Мислам, ова ни издржа голем, мислам, во последниве две недели оно го пробинили надоле, но потоа проби, мислам дека ова ќе ни послужи понатаму како еден сапорт левел, доколку отидеме надол во надолна линија. Се надевам дека нема да се деси тоа, мислам дека барем се надевам дека ќе продолжиме нагоре кон 0.31.7 за да ги пробиваме тие левели. Мислам, реално имаме многу левели за пробивање. Прво, испоред Fibonacci retracement, значи, најголемиот пробив, мислам, дека ги биде кај 0.59. Значи, на weekly ниво, али сепак сме многу доле и ова е за мене се уште бериш. Мислам, треба да се придржуваме прилично погоре, за да стануваме булиш. Мислам, гледате, тука испоред MACD, ако се види, се уште сме тука во бериш, тука имаме едно мало зелено, нели, тука што се
случува во оваа недела, но ќе видиме дали ќе премине во зелено и колкави ќе бидат нели овие како ги кажам овие како свеќе, значи што поголеми свеќе, тоа поголем раст на цената, затоа што нели ако видиме тука, гледате тука е една свеќе и потоа сме продолжили нагоре да се движиме со цената, гледате колкави кендали се овие, така да би требало и ова тука да се дешава за да преминеме малце булиш со нашиот омилен коин. Мислам јас секогаш сум булиш во однос на цената на Cardano, така да секој што може да купи би требало да купува сега. Не би требало да гледа нели подоле левели, доколку ние имаме некоја претпоставка кај би се движала цената и кога ние би кеширали и би ваделе профит. Мислам дека е одлична цена за купување. Само да го сервирам овој чарт и може да преминеме да ги видиме ликвидациите. Само да ги најдам кај беа ликвидациите и јас не може да се снајдам више. Еве ги ликвидациите. Ликвидациите гледате вчера затоа што имавме големо, мислам, покачување на цената за 10%, 8%, 7%, зависно по коини. Гледате, имаше на биткоин ликвидации 416 милиони, шорт ликвидации, затоа имавме и шорт сквиз. Потоа гледате имавме на лонг 124 милиони, скоро 124 милиони на лонг. Нормално сите се кладат, сакаат едни на лонг, едни на шорт, значи Господ на помош да им е. Еве и денеска исто така имаме шорт ликвидации, но гледате цената е во надолна линија. Нормално е да во надолна линија затоа што премногу имаме што се кладат и затоа и цената е малце во надолна линија. Тоа сакав да зборам во однос на чартовите за крипто. Сакав да видиме една друга работа, значи во однос на Midnight токенот. Знам дека некој ме праша во однос на Midnight, вика зашто, што ќе се дешава, вика испаднати ли се на Binance? Да, на Binance испаднати, може да се тредаат на Binance. Може да се најде Midnight токенот, се имаше кој прашање вика зашто вика дали цената ќе оди нагоре, дали цената ќе оди надоле. Затоа што се уште сме во прибирање на токените нели од airdropот што го даде Cardano. И има многу луѓе што сакаат да продадат и да се земат пари, така да ја не очекувам негово големо придвижување на цената на Midnight нагоре. Мислам секој на мене ќе ми одговара, но не очекувам затоа што има преголем притисок на продажба. Затоа што ние на дели мислам дека пред 5 дена, така мислам дека беше отварањето на Binance, ние имавме надоле во однос на цената, барем јас како што го приметив. Кај што приметив цената имавме надоле, сега гледате имаме мало некој придвижување нагоре, така да се дур не се деси целокупниот airdrop нели на токенот на Midnight и сите дур него клемнат, ја не очекувам некој големо придвижување на цената нагоре. Реално јас имам многу токени на Midnight, јас не планирам да го продам, јас имам некоја одредена сума кога јас би го продал или кога јас би кеширал во однос на Midnight. Мислам очекувам исто ради големото употреба, затоа што ќе се употреба Midnight прилично за огромни организации, за да заштедат пари, но нели сепак ќе треба да плаќаат како gas fees и нели оние што се генерира, ќе се генерира Dust токен. Со Dust токенот ја очекувам да правам некоја заработка прилично добра месечно, значи некоја месечна кирија да извадам со моите Midnight токени. Така да ја може зависно од колкава награда, зависно дали ќе продам или нема да продам, затоа што овие секако сум ги добил безпари токени, така да може и да не ги продам. И да ги чувам затоа што имам и прилично голема сума. Така да ќе видиме со Midnight што ќе се дешава. Сакав исто така да го видиме DXY индексот, тоа е нели доларот колку е јак во однос на другите валути. Само да ни го лоадира чартот, гледате, тука имавме покачување, мислам, ова е 26 јануари, па до 16 март, гледате, тука имавме огромно покачување на доларот. Тука имав една направено на weekly ниво, еден Fibonacci retracement, гледате на ова ниво, реално тука имавме мало пробивање и затварање на цената и потоа имаме во надолна линија. Нели ова пред некој ќе каже, вика како може доларот да оди нагоре, вика и нафтата да оди нагоре, па видете, нормално дека ќе оди нафтата нагоре затоа што сега Америка е очигледно главен извозник на нафта и ради тоа што сите плаќаат со долари, мислам 85% таму се тргува од нафтата со долари, нормално и доларот да расте, а исто така во вакви
Мислам, нестабилности, нормално е луѓето да се префрлат на долар. Но гледате, како и да е, не е многу отида нагоре доларот. Ја не очекувам, мислам, да пробија некои граници од 105, 110 таму долари. Очекувам негде околу тука да се заврши, мислам да се задржиме, седро не поминат овие нестабилности со Трамчо. Нека нели Трамчо више не знае што сака човекот, гледате со Хормус теснецот, не знам више што се деша, овој сакал Европа нели да носи танкери, па после не сакал да, мислам он сакал само да ги испитува танкерите, мислам Европа дали сака да биде со него, дали не сака, па он ќе го растурал НАТО, мислам реално и мислам дека НАТО ќе се растури за неколку години, затоа што со сево ова што се дешава, очигледно му вртат грб на Трамп, а Трампчо едноставно не го интересира, мислам, однос на Европа. Европа испадна очигледно поглупи од американците, нели они викаат американците се глупи, ама европјаните изгледа се бајаги поглупи од само да видиме што се дешава со нафтата. Знам дека имаше едно покачување со нафтата, баш ќе направиме една споредба после со Македонија да видите како не џапаат со нафта, ама тоа е кога си ќути народот, мислам и треба многу џапаат. Само да најдам каде ми се наоѓа затоа што више имам еден тон отворени табови, само да имам US Oil. Ево, US Oil, мислам дека ова беше. Имаме некој благоскоки исто на златото, така да затоа што нели народот одма кога се плаши купува злато, место кој ќе падне криптото, купува крипто, кога знае дека ќе лета нагоре, ама очигледно не знаат, мислам не следа ни економија, ни геополитика и не знаат дека ќе лета и криптото нагоре. Ќе им биде жал, нели, за пола година, година дена кој ќе има bull market. Ама тоа е, не можеме сите да ги обучиме. Само да видиме што се дешава. Еве, гледате со нафтата прво нели скокна до кај беше таму $114. Ова е Brent oil, ова е за нашата нафта, нели што продаваме, ова е US oil, нели во Америка нафтата исто таа мислам дека скокна до 115, само да видам до каде беше, до 120 таа скокна. И нели после кажа дека ќе се ослободат резервите, па не знам колкави резерви ќе се ослободиле, па падна после нафтата, ние имавме покачување како беше од 15 денари на нафта, па сите очекуваа да има пад, па на тие 15 денари уште 7 денари не го зачукаа. Ама тоа е нормално, мора фирмите да си ќарат на нафта и со тоа ќе се предизвика и една краткорочна инфлација. Мислам кај нас цените ќе пораснат и потоа нема да се намалат. Во други нормални држави цените ќе се намалат, нели, кој ќе падне нафтата затоа што транспортот ќе падне. Кај нас нормално мислам дека тоа е нормална работа, не паѓаат цените. Ние можеме да плаќаме пута 10 и од американци, и од германци, и од све. Што да ви кажам? Значи, еве гледате во мал пат е нафтата, значи ако земеме да израчунаме со рулер, значи колку е падната нафтата, значи гледате тука падната е 10%, што значи дека на 15 денари, значи они што крнале нафтата, не знам колку испадна дека беше нафтата тогаш околу 85 денари мислам, значи они тогаш 10% намалеле, требало пак да се смали на 72 денари. Или еве не мора на 72, може на 75 да намалат. Но не зголемија сега од 85 на како ќе му испадне од $85 на 92 денари, 85 денари на 92 денари зголемија. Мислам дека така беше, само да видам каде ми се наоѓаше табот со нафтата. Само да видам на другиот монитор. Ова гориво МК. Со гориво МК, гледате 92 денари, мислам ова од вчера, не знам зашто не е рефреширано, од 85,5, значи они ако кажа да намалиме, пример 10%, не мора 8,5 денари, 5 денари нека намалат, на 80 требаше биде, сега е 92 денари. Одлично, значи топ. Ја мислам дека требаше овде на 100, не на 92 денари, ба тоа е. Кога народот ќути, што сега нека прави, ќе ми направи една кратка математика. Мислам баш ја прават математикава. Како беше, вика еден барел, значи еден барел нафта, само да пуштам и калкулатор.
еве да го пуштам калкулаторот. Еден барел нафта е 159 литри. Значи на 159 литри, ако нафтата е, само да отидеме ваму, гледате, тука е 100 долари нафтата. Значи ако е 100 долари нафтата, сега ќе ја прерачунам, 100 долари нафтата поделено со 159 литри, значи нив ги кошта 0,62 0,628 долари за да купат од берза, што значи пута 53 денари, мислам 53,5 беше, 33 денари, 64. Значи они колку ни ја продаваат нафтата тука пута 3, скоро пута 3. Ај вика имало транспорт, имало не знам што, имало вакво. Еве добро, еве на транспорт ја ставиме 50 денари. Значи колку они не крадат нас? Само 42 денари. Значи 17 денари да биде за транспорт, што не верувам дека е повеќе од 50% транспортот, мислам дека е помалце. Како и да е, не се разбирам до толку во транспорт, ама можеме да видиме, нели, прашаме Gemini колку кошта транспортот. Мислам нема да се замараме со тоа. Ама гледате, на 33 денари, еве 50 нека биде вкупно со транспорт. А на нас ни ја продава 92 денари. И македонецот кјути. Па ако ја мислам дека треба 120 денари да ја продаваат нафтата, а не 92 денари. Сега нешто ќе било 2,5 денари да се смало, не знам што. Кој 2,5 денари? Ова е шупење на сопствениот народ. Ама тоа е, нашиот народ е секогаш навикнат така да нека му биде убаво така, нека го шупчат. Мислам во однос на нафтата, тоа сега го кажам, само сакав да видиме сега и со златото што се дешава. Гледате само да видиме ова, мислам дека ми беше ова е биткоин, ова е златото. Гледате во златото имаме некој пораст над 5000 долари, тука отприлика се држиме над 5000 долари. Мислам дека највише луѓе ќе се префрлуваат кон долар моментално, значи краткорочно во ситуација ќе се префрлуваат кон долар. Мислам како и да е, во однос на среброто ќе биде многу заебано. Мислам моментално е цената околу, само видам среброто беше добро, значи околу 90, околу само видам 80 долари, значи е среброто. Мислам дека среброто ќе се накачува заради тоа што ќе имаме значи мањех на сребро, затоа што сребро се употребува за многу работа, особено за компјутерска технологија и за AI центри, за вакво. Среброто мислам огромно улога ќе има и мислам дека среброто ќе продолжи да расте. Мислам секој од накит ја би препорачал само сребро, мислам ја носам сребро, не носам злато. Али како и да е, мислам дека ќе имаме накачување во среброто во наредниот период. Ќе видиме што ќе се дешава. Како и да е, да се вратиме на биткоинот и на федералните резерви за еден ден. Како што гледате ваму, за еден ден ни следи одлуката на федерални резерви дали ќе имаме намалување на референтната каматна стапка. Затоа и кажав дека не очекувам кузне колкаво зголемување на цените на крипто, ради тоа што 99,9%, не кажам 100%, ќе има намалува, мислам ќе остане иста референтната каматна стапка, дори гледате место намалување да има, они очекуваат 0,1% да има зголемување на референтната каматна стапка. Мислам ова е лудост, не знам што да кажам, значи толкава репресија на целата економија и одење во, да не кажам, во рецесија. Мислам огромен период е ова, така да мислам дека во наредниот период, во наредните 6 месеци ќе има огромно намалување на референтната каматна стапка. Така да ќе видиме што ќе се случува со оваа работа. Исто така сакав да збориме за другиве работи, само да си го најдам сега табот каде ми отиде. Само да видам. Сега не знам каде ми отиде табот. Ево табот, значи овде сакав да збориме за некои вести што се дешава. Mastercard, значи они направиле договор со многу мрежи, освен знам дека имаше Чарлс Хоскинсон, нешто кажано дека не го врзале ради тоа што немале они како организација за правење на партнершип, но гледате со 85 digital assets and payment companies, значи со многу компании направиле за крипто плаќање, што очекувам реално Mastercard да се употребува бајаги за плаќање со крипто и со стабилни коини. За Македонија, не знам што да кажам, ние сме држава на Марс, така да кај нас не знам и очекувањето за кај нас да се употребуваат овие картици, мислам дека ќе биде многу мало.
Кога ќе најдам некоја информација, нормално ќе ви известам, но до сега не сум нашол некоја добра картица за употребување. Исто сакав друга една вест да видиме. Овој Борис Џонсон, значи, што да кажам, гледате какви лидери, мислам, раководат и со држави, какви што да кажам, значи добро е што е претходен вакво премиер на Англија, па може само да јаде трици, гледате, он зборел дека е понзи шема биткоин, не знам што, а нивната валута што оди у 3 лепе не е понзи шема, мислам биткоин е шема и гледате тука Майкл Селер нешто нели објаснуваше дека ова не е вакво. Исто така ова сакав да го прикажам. Вика US Senate passes House bill with CBDC ban until 2030. Значи гледате, они не ја банираат, значи довек да кажеме до 2150 година, туку ја банираат до 2030 година, кој ќе сменат Трамп тогаш да се воведе CBDC. Но сепак како и да е добро е затоа што нема да воведуваат CBDC до 2030 година, а ние како Македонија ние сме во напредна фаза, ние ќе воведуваме CBDC, ние Digital ID, све ќе воведуваме ние. Значи ние сме една држава само за тестирање затоа што нашиот народ е глув и туп и не знам више како го наречам. Значи глув и слеп народ и ради тоа што ние сме слепи си ќутиме, слушај добро ќе биде, не знам, ајде што е битно, вика CBDC голема работа. Голема работа CBDC, па кој ќе ви го воведат CBDC ќе видите. Една Америка што кажуваат нели сите Америка се глупи, па хаос Bill with CBDC ban. Значи ќе банираат да не може да се направи CBDC до 2030 година. Мислам секако и они ќе имаат, сите ќе имаат CBDC, од тоа нема да се избега, ама реално може да се одложи. Значи ако имаме нели паметни луѓе што раководат со државата, може да кажат дека CBDC нема да се воведува. Но ете, нас све се тестира, некој од надвор не кажува, ние све се префаќаме и тоа е тоа. Да видиме останати вести. Ова ми се свиѓаше, ова е видео што може го видите. Russia Gains вика 150 милиони долари на ден затоа што нели Америка кажа дека сега нели од Русија ќе може да се купува нафта, па не знам што, гледате suspended US sanctions at political win to Russia economic gains. Но 150 милиони, значи на ден. Ова значи сите пари, значи они што ги изгубиле за време на војната ќе си ги вратат. И мислам дека заслужува да си ги вратат. И треба нафтата да се покачи за оние да си ги вратат парите. Не може вика една Европа, значи не знам дали се сеќавате, една Европа кога им ги фризна колку беа таму 150 милиарди, мислам дека им фризна. Колку беа 210 милиарди. Значи им ги замрзна средствата, особено највише во Белгија, па после Америка кажуваше ги слушај, одземете ги средствата. Значи Америка не ќе ги одзема, ама вие од Европа одземете ги. Па нормално затоа што европејците се најглупи и они да одземат. А гледате 185 милиарди има во Белгија. Значи ова е катастрофа. Ама ако русите ќе си ги вратат парите. На крај овие пари треба да се ослободат и им се вратат овие пари, затоа што не се овие пари на Европа, туку се на Русија парите. Како и да е, ево ова што го кажа, вика Trump warns NATO of serious repressions if aliens don't respond. Значи, нели он им кажа, вие вика се приклучите нели кон Хормус, вика да дојдат нели да пратат бродови све, вика они да пратат, да правеле, да не знам вакво и затоа што мислам дека овие ги откачија, на крај кажаа дека нема да пратат, па сега мислам ќе го јадат од Америка, на крај им продаваат и поскапа нафта, ќе им продаваат и поскап газ, значи све и Европа све ќе си плати за тоа, така да они нека не прифаќаат. И онака ништо не произведуваат Европа. Трамчо си се снабди со нафта, сега ќе си се снабди нели со јаглен, ќе си се снабди со све и свашто, така да. Он е паметен дечко, Европа изиграваат нешто паметни, а не се уопште паметни. Ова сакав да видам уште некои вести, само да ги отвориме. Што се дешава? Само да се отварат вести, ајде ги отварам јас сите, па да ги продискутираме сите вести.
Ова исто сакам да го кажам, New York Estate Tax, ова е катастрофа. Значи, овој мадмани што го ставија таму, нормално све се дртнати таму во New York, затоа и го изгласа ова. Мислам, ова за мене е будала. Мислам, не е ова паметен некој човек. Затоа што имало мањак на буџетот, он ќе, значи, до сега, како било плаќањето, до 7 милиони, мислам дека ако имате имот сте плаќале 0%, мислам дека данок на имот, а над 7 милиони се плаќало 10 или 15% од имотот, што е огромна сума, нели? Ако израчунате 10 милиони да платите вие 15%, 1,5 милион да платите у данок годишно, мислам тоа е ненормална работа. Сега он, значи, ќе направил граница да била на 750.000 и не знам како беше, мислам дека околу 10% или 15%, вика ако не поминувате ќе плаќате само 10%, а ако не, вика после ќе плаќате 50%. Значи не 1 милион која ќе дојде, значи сумата, он ќе биде нели од 750.000 до 750.000 ништо нема се плати, па потоа вика од 750 до 1 милион, затоа што е 250 границата, ќе се плати $125,000 вика, данок во Нью Йорк. И мислам дека сите богаташи ќе избегаат од Нью Йорк. Мислам, ова апсолутно не знам кој би го плаќал. Мислам, ова треба да помине, ама ова е како и да е предлог од мадмани, што мислам дека тие што го изгласаат, така да и таму нели тие што им се во самата држава што треба да гласаат во Нью Йорк, 100% ќе го изгласаат и овој закон ќе помине. Мислам, законов е ненормален. Мислам, Mad Money wants to stick New Yorkers with world's highest debt tax. Значи, highest, значи најголем данок. Ова е ненормална работа. Гледате, has endorsed 50% debt tax rate. 50% да платите имот на данок на имот. Ненормална работа. Ненормална работа. Гледате, од 7 милиони на 750.000. Оно што го објаснив пред малку. Затоа што имал 5,4 милиарди дефицит во буџетот. Па добро, мислам дека можел да смали и на 100.000, па сите да плаќаат 50%. Затоа што таму куќа нема испод 500.000, 1 милион нема куќа. Кој има таму куќа од 100.000? Тоа нема шанси со $100,000 да земеш куќа. Таму 1 милион, 2 милиона куќа и ќе си плаќате 50% и мадмани ќе ги зима парите и он ќе управува со државата. Мислам, будала, му дајете власт, ама тоа е. Тие у таа држава се дртнати. Еве исто екстрим, Mad Money Estate Tax, катастрофа, не знам што да кажам. Ова исто сакам да кажам за биткоин, ова се вакви пропозали, значи што треба да се имплементираат нели на биткоин мрежата со инсталирање на сите нодови, значи треба да ги инсталираат новите правила. Ова правило на кратко ќе го објаснам, со ова правило ќе се оновозможат оние ordinals, нели како NFT-ња што се на Ethereum, на Cardano, и на остали мрежи кај што има NFT-ња, овие овозможија да се запише на еден сатоши, нели на најмалиот дел од биткоин да се запише како нели да се стави слика, да се стави некој запис во самото сатоши и со тоа овозможи ordinals. Со ова BIP 110 мислам дека гледате од 12.3 е формирано, со ова више се овозможува да се прават ordinals. Мислам дека ова ќе важи година дена, мислам дека ќе го тестираат, ќе го прават и со ова ќе се направи нели да се подобри биткоин, нели како store of value да биде, нели да може да се складира и се користи само како пари, а не да се користи за пренос на слики, за NFT-ња, за такви глупости. Мислам реално јас се сложувам со овој предлог, така на мене ми се свиѓа. Мислам што е воведен и мислам дека треба да остане така во идни во биткоин мрежата. Сега нели нормално луѓе викаат, па може нема сите да се сложат, ќе се сплитува мрежата, па добро ако се сплитува секако 51% ако се сложат, така да биткоин продолжува на друга мрежа, овие што нема да се сложат, нека се формираат нивна мрежа. Не така се деши со Ethereum, со тие што не ќе да ги исклучат машините, па на крај гледате Ethereum си е proof of stake со нормална цена, proof of work Ethereum што остана нели така пол, мислам дека му е скратеницата, на крај отиде у 3 лепе самата цена. Мислам сите доби airdrop што има нели Ethereum, јас добив airdrop која беше, мислам која ми ги дадо, одма ги продав коините. Сега ги продав коините, 10 пати помалку ќе земев од тие, така да на мене овој предлог ми се свиѓа и мислам дека убаво што е воведен. Само да видим уште нешто, сакав само да видам за ова.
Еве дечки, гледате, Cardano планираат нели да направат апгрейд, мислам, не знам за која беше апгрейдот, мислам 5 мај, така мислам дека е, да. Апгрейд, гледате овој Ouroboros Leios апгрейд, со овој апгрейд они уствари сакаат да преминат дека нели сега ако сте гледале transaction per second, значи во секунда трансакции се околу 20-30 трансакции, они сакаат да го зголемат на 10.000. Мислам реално они со Layer 2 нели со Hydra, мислам ама Hydra малце подруго, мислам не е Layer 1, нормално е Layer 2 се инсталираат као два нода и со тоа се овозможува трансакции дури над 1 милион трансакции во секунда. Сега самиот Layer 1 ќе има 10.000 трансакции per секонд. Сега некој ќе каже, абе вика Solana више има, значи они имаат и 5.000 и 10.000 трансакции. Да. Ако отвориме Solana да видиме 50% од трансакциите се паднати. Вака се прави, значи прво се стабилизира една мрежа, се тестира све, па потоа се зголемуваат трансакциите. Мислам реално ако видиме колку го употребуваат Cardano блокчейнот, 1% у цел свет дали го употребуваат Cardano. Исто и Solana 1% дали го употребуваат, затоа што мислам дека у светот има колку имаат таму крипто, 3 или 4% дали имаат крипто или 5% дали го користат крипто, така да ова е добро. Значи некој ќе каже, ама слушај, за тоа не може да се користи. Не, во иднина ќе се користи. Значи шом Трамп ќе го ставил во резерви, Cardano ќе се користи. И за мене ова е топ информација. 10.000 трансакции per секонд. Одлично. Одлично. Така да, ова ќе го чекам и ова е позитивно, мислам, за Cardano во однос на цената. Реално ако гледаме би требало да има зголемување на цената кој ќе се направи ова, но затоа што има многу манипулации, многу коцкари, не знаеме што ќе се дешава со самата цена. Мислам да долгорочно секако ќе имаме покачување. Така да, дечки, тоа е тоа за денеска. Мислам 37 минути, доволно информации кажав. Така да се гледаме во некоја наредна прилика. Имајте убав ден или убава вечер кај да се наоѓате. Поздрав!